Добро вечер, почитувани гледачи, добродојавте што мисли народот на телевизија Стар. Денеска одиме со еден гостин со кој што можеме да разговараме на многу теми, не само на она што прво ќе би асоцирал во последно време, бидејќи е претседател на партијата на пензионерите, нели сите очекуваат тогаш да се говори за пензионерите, што и ќе го направиме и за тоа што прави партијата на пензионери за оваа категорија на граѓани, но тој е човек со кој што може да се говори на теми кои што се исклучително значени за Република Македонија, дека станува збор за човек со искуство во времињата кои што се зад нас од многу аспекти. Наши ваш гостин е Илија Николовски, претседател на партијата на пензионери, инаку сите знаат генералот Илија Николовски, човек кој што учествува во многу процеси во државата. Ке чекнеме можеби од тоа нешто, но најмногу за актуелните состојби, бидејќи иако многумина се обидуваат во последно време да ги сметаат пензионерите како категорија на граѓани која што нели треба да оди да гласа, треба да оди да се ја земе пензијата, да се бори за сопствената пензија и толку не е баш така, бидејќи секогаш треба да се учи и од искуството кое што го имаме. И јако велиме дека на младите останува светот од кој ќе учат младите. Добро вечер, господине Николовски. Добро вечер. Се надам се согласувате со ова што го кажувам, бидејќи често пати има таква тенденција, велат пензионерите нека седат настрана, нека гласаат, нека гледаат да си земат пензијата и толку. За жал тоа е така и ви благодарам на елаборацијата околу пензионерите. Прво сакам да го изразам моето исклучително високо почитување према сите пензионери. И второ, пошто начнавте дека пензионерите треба само да гласат, пензионерите се тие кои со својот минал труд придонеле за изградба на оваа држава и досега, односно до пред неколку години, политиката се занимаваше со пензионерите, но без пензионерите што не смее. Пензионерите треба да бидат дел од политиката, затоа што ја стварале таа држава и не може да на некој дадат на тацна, а да ја разградуваат. И токму затоа пензионерите треба да имаат многу јака пензионерска партија и ги повикувам да се, ако сакаат да бидат присутни во политичкиот живот, ако сакаат некои нивните проблеми да ги решават, треба да имаат јака пензионерска партија и да не ја поистоветуваат партијата на пензионери со Сдруженијата на пензионери. Тоа се две различни категории. Сдруженијата на пензионери се невладина организација, како секоја друга, а партијата на пензионери е политички субјект во оваа држава и учествува во сите политички настани и случувања во државата и придонесува за нивно решавање. Иако сакаме да бидеме присутни да некој ги иницира проблемите кои ги имаат пензионерите, треба да имаат јака политичка партија на пензионерите. Веднаш да кажам да нема манипулација, некој вика ради лични интереси. Јас, ево и овде го изјавам веќе неколку пати, значи немам намера да се кандидирам за никаква функција нити во законодавната, нити во извршната власт. Немам такви амбиции, тоа го имам кажано. Меѓутоа сакам да партијата на пензионери биде јака и да можат пензионерите своите проблеми да ги анимираат и да ги решаваат. Затоа што со формирањето на партијата на пензионери во време кога беа најизманипулирана и најизмајтепирана општествена група пензионерите, токму тогаш ја формираме и може да подзаборавиле пензионерите, сега кои се во ова време кога се некои бунат зашто линеарно, зашто процентуално, една од стратешките цели кога ја формираме партијата беше да го вратиме членот 37 од законот за ПИУМ, а тоа е процентуално усогласување на пензиите, затоа што од 2013 беше суспендиран тој член и имаме еднаш во годината некаде во октомври пред избори, линеарно зголемување 400, 450, 500, 650. Толку кој заборавил, има податоци, нека се стојат и снимки во денешно време, се знае. И ние успеаме тогаш да се врати членот 37 за процентуално. Јас ако е околу линеарното, имам некои позитивни искуства како тоа повремено да се прави. Втора работа, тогаш ние поставиме исто една од стратешките цели да се продолжи рокот на возачките дозволи. Кога
формираме партијата. Возачките дозволи важеа до 65 години и после 65 на секои 3 години требаше да се оди на лекарски преглед да се може. Ние успеаме да возачките дозволи важат сега до 75 години и не на 3 години да се оди на лекарски преглед, него да се оди на 5. И на некој објаснува, вика, што кога ќе наполним 80? На 85 ако си здрав. После, ако преживееш до 90, значи нема ограничено. Тоа партијата на пензионери значи, суштински направиме. Работи кои што се Следна работа, стратешка цел беше да ја исправиме неправдата према една категорија на припадници на одбранбено-безбедносните сили, особено во полицијата, кои беа дискриминирани, кои заминале во пензија после 94 до 2010 година. Значи, беа дискриминирани. Ние успеавме тоа да го вратиме. Ево сега да спомнаме едно име, Бранко Радосавлич, пошто го знаат во Штип, ми се јавува по телефон. Вика, јас мислев дека е утопија, дека е тоа невозможно. Успеаме. Со тој закон се створија предуслови да може да се постават проблемите и на армијата. И благодарение на разбирањето на министрите за одбрана, и тоа прашање го реши. И да не кажам за законот за социјална пензија и така натаму, социјални пакети, значи многу. Сега, има и незадоволни, што е нормално, има и кои ја напаѓаат партијата и тоа е нормално, ја имам разбирање, како што и за другите партии. Сега, ако интересира околу тоа актуелното сега линеарно. Да, секако и за ова ќе говориме, иако најпред би сакал, ако сакате да ги расчистиме недоумиците околу имавте мало превирање, мали недоразбирања во периодот како ќе функционира партијата. Дали парламентарно, дали со ова или она опција, како се надминати тие, како да ги наречеме, ние сега сме, како не се сеќавам, ние сега сме во овој момент независен политички субјект, не сме во опозицијата. Така. Значи, ние сме и на локални избори одеме сами, така? Имаме коректни односи и со власта и со опозицијата. Се што е добро кај власта го поддржуваме и поздравуваме, како например во законот за работно ангажирање на пензионери, тоа го поздравиме затоа што јас како пратеник 2 пати поднесував предлог закон да пензионерите можат да работат. Значи се. А и тоа сега веќе е сега не баш во таа форма како ја што баш меѓутоа тоа е добро. Се што не е добро критикуваме. Тогаш кога беше за локалните избори, ние на Централниот одбор, јас поставив тоа и на председател Филипче му кажав, поставив прашање, на крајот не сакав да се донесе одлука, што мислите дали да останеме во коалиција со досегашниот коалиционен партии. Викам на председател Филипче, кога се видоме, викам, што мислиш, колку се јавија? Он вика, не, викам 20 од 100 и нешто, само 20. Што мислите, колку, дали да одиме самостално, 7-8? Сите други се изјаснија дека сакаме да одиме со актуелната власт. И имаме ние една средба, званична со нив. Меѓутоа, меѓувремено, под сценарио кој СДСМ беше учествувал во тоа, подпредседателот на партијата од Куманово Милијан Доновски организира една пресконференција малтене преку ноќ дека партијата на пензионери излегува од коалиција. Не координирано со раководството, претпоставувам. Да, дека идеолошки не се сложуваме и така излегуваме. Како може да излегаме кога ние уопште немаме никаков договор за коалицирање. И после тоа јас пишав на генералниот секретар 2 пати порака, тој рече ќе се видиме и не се јавија. Јас се не сакав да молам. Во животот никој пат не сум молил никој, осим што сум пишувал молба за стан, никаква друга молба и нити сум се жалел, повеќе сакам од мене да се жалат. И отидоме сами. Имаше тоа последици затоа што немаше време да формираме листи, затоа што многу да учествуваме. Меѓутоа одеме во 4 општини, само имаме 2 советника и од 16 тие вон парламентарни партии ние сме на 6-то место, така 10 има послаби од нас.
И сега работиме на консолидирање на партијата, затоа што тоа имаше последици, меѓутоа партијата е пререгистрирана, партијата функционира по сите принципи на политичко организирање. Еднаш месечно имаме состанок на извршниот одбор во проширен состав. Значи се подготвувате практично за следниот изборен циклус. Како ќе биде, ќе видиме. Сега сме независим политички субјект. Додиме со овие два моменти кои што се во моментот и секош се актуелни, мислам, првиот е секош актуелен. Зголемувањето на пензиите, дали ќе биде линеарно, дали ќе биде процентуално, и има и протести од пензионери, здруженија, има. Како гледате на моменталното решение? Изиграни ли се пензионерите? Да, апсолутно се изиграни, и тоа јас сум единствен у државата кој јавно го тоа кажа дека губат ли? Добива ли некој пензионер со вакво решение? Со ова сегашното решение, ја би овака вулгарно да се изразам, од ракав, без економски параметри да се објасни зашто 1000 денара, од ракав по 1000 денара. Значи нема пензионер кој за тоа не губи. Меѓутоа, да ви кажам, јас имав разбирање тоа два пати по 2500 денар, имав разбирање затоа што ние бевме дошле во ситуација да разликата измеѓу минималната пензија и максималната пензија беше 1:7. Значи таа драстична разлика така се... И јас, па и раководството на партијата сме за повремено нивелирање на пензиите. Меѓутоа, модел на линеарно зголемување на пензијата, таков модел не постои во Европа. Ако има некаде таков модел, нека значи. Значи, пензијата, да расчистиме, е економска категорија, а не социјална категорија. А за социјалните категории постојат социјални фондови и така натаму. Сега да објаснам малце да разјаснам дека има тука манипулација, ја би рекол така, некои тромани. Гледате, тие некои со минималната пензија, значи имам разбирање за стечајците и те како. Имам разбирање и па и за земјоделците. Меѓутоа, немам разбирање за оние, например, кои работи 15 години, стекнува право на минимална пензија и на здравствено осигурување и после се договара со газата да прима пензија, односно плата на рак. Так. Немам разбирање за тие кои што еден дел имат, па такви, кои еден дел работи он до крајот, има може 40 години, меѓутоа еден дел од платата ја примел во плик, а другиот дел ја примел... И само на тој еден дел се плаќаат придонеси. Да, придонеси и така неполне фозот. И на тој... Кој дојде во пензија, има кој помала дојде има пензија, помала пензија, меѓутоа на тој, затоа што примел во плик, успеал да купи 2-3 стана и така натаму. Немам разбирање и за тие кои имаат, например, странска пензија и така натаму. Значи, има тука многу, например, кога имаше протести, не го именувам градот, али може стотина во еден град, седам на кафана и гледам, ја рекол, се изразих овака, во првите борбени редови, за жал сега тоа не е, поранеше председател на извршен, односно на председател на Општински комитет на Сојуз на комунисти, после председател на извршен, па бизнисмени и така натаму. До него поранеше началник на внатрешен, председател на општина и до него еден мој драг другар и пријател кој неколку фирми пропасти и така натаму. Значи, тоа тие манипулантите кои го изигра и сега после се бунат зашто имаат минимална пензија. Не се господине. Према тоа државата за такви не треба да има разбирање, затоа што еднаш се наградени што има возможност да не плаќаат данок, да не плаќаат придонеси. Земат црни пари практично. Од кој што државата нема ништо. А и тој нема ништо практично. Има во моментот но нема оставено за во не може да тврдам точно колку, има едно 20.000 така наречени политички пензионери кои и тие се во таа група. И па државата сега фондот за здравство, викам за здравство, пензијскиот фонд треба да биде стабилен и оваа власт кога дојде затегна 33% беше фондот у минус. А предходната власт кога дојде наследи со 49%.
И сега со ова линеарно зголемување е над 40, не можам да кажам сега најновото, над 40% е фондот во минус. Следна работа што е многу важно да знаат и пензионерите, при осамостувањето на Македонија, пензijскиот фонд имаше 15% од акциите. Меѓутоа, како ги продадува, како тој организиран криминал, сега нема ништо од тоа да ги имаше тие пари, ќе беше најбогатиот фонд. И да заклучам, значи, пензијата е економска категорија, а не социјална. И ако треба некој да добива типа некоја социјална помош, треба тие што се стечајците што поминали и земјоделците. Иако, ако погледнеме и сега и земјоделците. Гледате, имате земјоделци кои има неколку трактори, бесни коли и така натаму, па ќе наследат генерации. Ама кога ќе дојдат до пензија, кога ќе дојдат до пензија, не плаќаат, мали се бунат. Најчесто се мали пензии. Макар да викам за нив имам разбирање. Тоа се тие проблеми. Кој треба да ги решава, бидејќи еве изгласано е, ова е зголемувањето ќе оди така, очигледно. Не, најавено е дека ќе оди сега процентално. Значи законот не е суспендиран. Они као требаше прво 2 пати, па после уште еднаш, па после, ево да бидеме искрени. После измислија една група, тамо дојдоа пред Министерството за труд и ги знаеме сите 20-30 души, побајаги протестираа тамо. И вика пензионерите бара. Кои пензионери барале? За ова последниот пат. Така. Значи треба да биде најавено е дека во септември ќе биде процентуално. Така. Има една ситуација за која што малку се размислува и многу нејасни работи има. Верувам дека сите што се занимаваат со ситуацијата, со состојбата на пензионерите во држава треба да размислуваат. Тој втор пензиски столб, никој никако да каже што ќе се случува, каде се парите, оној задолжителниот, како ќе може да ги користат, се е во некоја нејасна форма. Дали некој воопшто има нешто јасно, дали воопшто некој прашува, бидејќи тука некаде се доаѓаат полека да се користат, има сомневање дека се користат тие пари од тој фонд се префрлат во овие редовни пензии. Не е јасно кој ќе отиде во пензија тие луѓе, што ќе добиваат од редовниот, што од овој задолжителен фонд. Некако има ли некој што за ова воопшто се занимава? Има контрола. Проблемот е кај нас што тој фонд акциите, тоа се удели као акции, се во домашни фирми, а не во странство. Доста се лимитирани, иначе кога стекнат тоа се фактички заштедени пари. Сега да не очекува некои од тие линеарно, со други зборови, ево... Тоа е фонд. Тоа е фонд. Ево да земеме и за ова што сакат линеарно. Хипотетички, јас имам акции 10.000 евра. Вие имате 1000 евра и сакате дивиденда, после да имаме заедно. Тоа е за тие што бараат линеарно. Значи, тоа е неоправдано. И треба, ево сега, треба социјални пакети и социјални мерки. Ние конкретно овие денови имаме намера да издадеме едно соопштение. Ние поздравуваме владата мерките кои ги донесе околу горивата и цените и така натаму. Сега друго прашање колку може литри да се купи во Македонија во други, али тоа го поздравувам. Меѓутоа, сиромаштијата кај ранливите категории во оваа држава се осеќа и владата треба сериозно да размисли за доделување на некои социјални пакети. Има лепеза на врсти на социјални пакети. Дали може со ваучери, дали може ослободување со одредена сума од плаќање на струја, вода, финансиски и така натаму. Значи, има многу врсти и веќе очекуваат пензионерите со мали пензии и другите ранливи категории очекуваат дека треба да се доделат некои социјални пакети. Да, како социјални мерки. А сега да не зборуваме за состојбите на домовите за пензионери и така натаму, дека од како е ова наша држава Македонија самостална, ни еден дом не е изграден.
Напротив, и тие што ги наследивме, и тие се веќе Од реновирани. на време ќе видиме дека се најавува Се најавува, требаше во Кочани. Беше готово во Кочани да се гради. Требаше во Пробишев да се гради. Во Кочани имаше готова инфраструктура касарна. Дали проекти секој се жртви на некој економска криза кога има веднаш прво се крати? Економска криза и жртва на лични интереси. Например, во Берово постоеше и постои као зграда и сега детско одмаралиште, еден мултифункционален објект кој што пропаѓа. Пензионерите од Источна Македонија беа подготвени да им се даде и секоја здружение на пензионери по неколку соби да среди, да се адаптира. Одеме, гледаме и натаму, и имаше обеќавање и ништо од тоа не се направи. Имате во Блатец еден објект кој е бил центар за обука за територијална одбрана. Пропаѓа објектот, да не вика. Ево да го земеме Штип. Сдруженијето на пензионери почна да гради. Се најавуваше дека ќе се... Дај Боже, ево, најавуваат, ја тоа ќе го поздравам да се најавуваат. Или тие што ги имаме, да не зборувам сега за Битола, ние имаме тоа што е градено, например, е градено по сите принципи на мултифункционалност. Ево да го земеме домот на пензионери во аеродром. Значи, таму имаше ресторан, Бисера се викаше, каде пензионерите се можеа да се хранат. Имаше амбуланта, имаше аптека, и сите ти работи, имаше берберница. Сега нема. Тој ресторанот го распишаа тендер и го дадоа на КАМ. Сега распишете тендер, али да кажеш само може да биде ресторан, а не да го даваш на други. Може ли да очекуваме дека поинаку ќе се поставува, бидејќи се добива впечаток дека не се оди до крај со сето тоа што се предвидува. Возрастните, старите луѓе има посебни потреби кои ќе остарат, па и за пензионерите. Некако како да нема кој до крај да ја истера секојаш работата. Ова што го речево на почеток, пензионерите треба да имаат јака партија, да имаат бар 2-3 пратеници, да видите како другаче. Мислам дека Хрватска е пример кај што не, србите се најаки. Србите едно време беа словенците, сега едно време словенците имаше од 90 пратеници, 11 пратеници имаше од партијата на пензионери и 4 министри има. Сега се они се слаби, србите сега имаат 8, имаше едно време 16 и не можеше да се замисли да се формира влада без пензионерите. Делумно ќе останеме и кај пензионерите со следните две теми, кои што се поврзани. Симптоматично е тоа што за двете теми вие, како пратеник, имате и партијата на пензионери, имаат предлагано, а сега веќе се случуваат и работи. Првата е за работното ангажирање на пензионерите. Имате предлагано, уште пред да се донесе, ако не се пред да се два пати закон, тоа е член 148 од... Так, ви имате предлагано. И имате предлагано, уште порано, закон за кој што овие денови се говори, малку се манипулира, малку е популизам, за тоа пратеник да може да биде само некој кој што има само македонско државност, кој што нема две држави. Мислам дека имате и таков предлог порано. Ајде прво за ова со работното ангажирање на пензионерите. Дали е добро законско решение ова што сега го има и што добива? За почеток е добро. Така? Прво добива државата, тоа е еден вид борба против сивата економија, затоа што многу пензионери работеа и сега не се плаќаше никој придобив. Значи, тоа е легализирано. Второ е добро за пензионерите дека сите кои се осеќаат дека се способни да може да придонесуваат. Тоа го има во Западна Европа. На по 3-4 места работат пензионерите. Кој е способен, треба да му се возможи. Следно, имаме критични специјалности. Ја и тоа сум го поставил прашање. Например, замислите, во Словенија докторите работат, може да работат до 70 години. Ние тоа го знаат и во владата, јас кога поставив прашање, кога сакаше една група на универзитетски професори да ги тераат во пензија, и јас толку остро реагирав на една средба во владата, дури ми замерија, почнаа да го поврзуваат за некои имиња, меѓутоа не отидоа. Ако не може да работи, може као советника. Ние немаме доволно доктори, например, и други специјалности. И тоа е многу добро и за државата, и за пензионерите, и за стопанството. Ние немаме келнери сега, например, во Охрид.
А имаме пензионери кои може да работат. Имаме во Скопје ресторани затвараат затоа што немаат келнери. Ево сега гледам во Веро, тамо околу ангажирано пензионери, тие се по договор. Неќам да именувам која е една поранешна министерка за труд и социјала и одиме јас го предлагам и сега јас ја објаснувам за предлогот за работа ангажирани пензионери. Беше со мене Вангел Димков, еден беше у тоа време директор на управата за боречки инвалидски прашања и викаме министер, вика она намака, вика генерале, што вие мислите, вика, пензија да земате да лапат плата. А јас си викам, повторете уште еднаш што рековте. И она викаме, ево сега хипотетички. Некои пензионери имат 12.000 у тоа време, минимално. Се вработува во агенција за обезбедување. И уште 24.000 многу се пари. На тој начин, и тоа е и борба против сиромаштијата кај пензионерите, ако се возможи. Пензионерите треба да бидат ангажирани према своите способности кои се здрави. Гледате на запад, тие викаат седи глави, сребрени глави, тоа треба да се искористи интелектуалните можности на пензионерите и така. Не смеат они да седат да игра шах само. Значи, се што е способно, треба да му се овозможи, да може да придонесе. И не само тоа, например, да се организираат разноразни курсеви за информатичко наобразба на пензионерите, други курсеви. Веќе има недостаток од работна сила, да се искористи тоа што се може да бидат ангажирани. Ние имаме, ќе дојдеме у ситуација да немаме доволно работна сила во државата. Сега, видите, најверојатно и кај нас ќе претрпи реформа пензискиот систем, затоа што веќе државата не може да издржи. Тенденција е да се зголеми границата. Да се зголеми, меѓутоа јас сум против да се тоа овака што викаат пресече, некој викаш од утре. Сега си на 65 мислиш дека ќе одиш и некој да му рече од утре не века на 65. Тоа Србија веќе почна да го работи по време, постепено. Например, една година еден месец, па така тоа. Иначе тоа сакале, не сакале, ние тоа мора да се случи. Но ние имаме феномен дека оние кои што се во државниот јавниот сектор сакаат да продолжуваат, оние во приватниот сектор се противат на сето тоа. Веројатно таков еден чекор за зголемување на таа граница треба да оди со редица други мерки кои што ќе овозможат вработените во економијата да имаат интерес да имаат интерес, како не. Значи, не сме пензијата да му се дира. Тоа е стекнато право и не може ние што го имаме тој, ја што викам, пензија во мирување. Ево сега да знаат, некои вика лапаше и пратеничка плата и пензија. Так. Јас првиот ден кога постанав пратеник, пензијата ја стави во мирување. Ни еден ден не користено пензија. Тоа име на чистата политика, затоа што за мене до некаде е као чиста политика се во ова, меѓутоа бидејќи имате поднесување. Сега ние кога поднесуваме закон се однесуваше на стопанство. Бевме ставиле дека во државната администрација може само ако има потреба. Например, се распишува конкурс за некое работно место, никој не се кога тоа во Канада има таков случај. Кога навистина нема некој што не се јавува некој пензионер го примаш, али не да на сметка на младите. Значи, кога се исцрпи, нема човек, може држава да измести. Хајде ми направите паралела на предлогот кој што вие сте го дале претходно за ова околу пратеничките функции и државјанството. Сега гледам дека има различни толкувања од кога да важи, како да важи, колку сето тоа е изводливо. Кој е вашиот коментар за дали овде има повеќе популизам или има? Мислам дека има повеќе популизам, него ова е многу осетливо прашање. Јас веднаш на почетокот не за пратениците, него го покрена прашањето за специјалните служби. И поставив прашање, тоа има во архивите тоа, како може директор на УБК, у тоа време се викаше Управа за безбедност и контрразузнавање, сега е АНБ, да има двојно државјанство и уште да биде бизнисмен.
Прашав, најдете вие држава во светот дека е тоа возможно. Како може, например, министер за внатрешни или директор на јавна безбедност за некои служби или директор на агенција за разузнавање да има двојно државница? Не може. И тоа го постави прашање и за функционерите. И кога спомена зборот пратеници, бе дочекан на нож, да се разбереме од многу, меѓутоа тоа помина за директорот на УБК во тоа време, министер за внатрешни работи, директор на агенција за разузнавање и директорот за јавна безбедност, тоа помина и веќе тоа не се спомнуваше. Меѓутоа, тоа е различно, на различни начини решено во земјите. Например, во Америка, за председателот на државата, за Соединетите Американски држави, уствари председател, пише на услови National Born Citizen, значи да биде роден во Америка. Така. И точка, тоа се знае. Например, во Германија може да има двојно државјанство. Меѓутоа, службите за безбедност и за тие осетливи служби неверојатно се строги критериумите, тие безбедностни проверки и така. Помина тој предлог тогаш за во безбедносните структури? Да, помина. Да. Па ние имаме во тоа време, па сега не знам, имаме ние амбасадор или порано бил министер со 3 државјанства. Прашав каде го има тоа? Да не го кажувам името кој, али ги знаат. Еве сега за пратениците се поднесува предлог, има предлози да се прошири на функционери и слично. Има тука еден момент, например, сите веднаш размислуваат за бугарското државјанство. Штом се спомнет, сите размислуваат да не видиш. Никој не вели ако има српско или австриско или сега тоа. Видите како интересно, кај нас кога ќе добие некој германско државјанство, слават во фамилијата. И не пречи. И никој не пречи. Значи се слави во фамилијата, добил германско државјанство или англиско. Има држави кај се откажуваат од македонско, например, за во Холандија мораш да се откажеш од македонско, па и во Србија и така. Они кои што се во Германија имат и бугарски и македонски, па што и добијат германско, треба да се откажат од една бугарски и македонски, па треба да бираат. И сега кога ќе добие бугарско, тоа се дигнува таква джева, така да се изразам вулгарно, во државата. Јас имав еден случај, втори братучење. И кога работев во Брисел, тој меѓувремено се ожени за девојка која има италијанско државјанство и сега за да оди да посети девојката, јас му пуштам покана од Брисел за гости да дојдех, влегува во Европската унија, таму оди за Милано кај девојката. И после поднеле они барање за, сега работи во Италија, поднеле барање за бугарско државјанство. И вика, како наиле сега да му кажеме на мене. И кога разбра, ја викаш, имам разбирање за вас. Имам разбирање, знам дека од економски причини го поднесат. И најголем дел од тие државјанства се од економски причини. Јас со бугари се имам расправен, викам, знаете што ќе се случи кога Македонија ќе влегне во Европската унија, викам, што? Викам, масовно спалување на бугарските пасоши на плошадот во Скопје. Најголем дел тие пасоши се од бугарски причини. Иако има, за некои кои има, немам разбирање, јас знам директори некои, кои дури најнормално вика поднесо барање за бугарско државјанство. Викам, што ќе тие Некои може да се движат полесно низ Европа, евентуално. Има и од значи, економски причини. Има од економски причини, има доста злоупотреби и од кај нас и околу бугарско. А добро, зашто толку галама според вас се дига кога се во прашање пратеници и функционери? Дали затоа што имаме ние тука, нели, сите сакаат да се патриоти на јавната сцена. Значи, кај мене е голем проблем во оваа наша Македонија. Ние да престанеме со тоа патриоти и издајници. Тоа е голем проблем. Сега едните изиграваат дека се големи патриоти, ја им кажано во собранието, не дозволувам на земјината топка некој да биде поголем патриот од мене. Можеме само да бидеме исти. А поголем, тоа не е мерлива категорија и некој да се вика и кој ви дал за право вие во име на македонскиот народ. Најдобро е да престанеме да ги делиме луѓето на патриоти и предавници и сега ради тоа се тоа прашање поставува. Меѓутоа и во Бугарија се многу сериозно размислува дека има злоупотреби
на давањето на бугарски пасош. Вие знаете дека тоа беше едно време бизнис, дека отиде во затвор еден од партијата на Каракачанов. Ево сега Каракачанов нема го нигде, тие се занимаваа со бизнис, па имаше и кај нас бизнисмени кои се со бизнис занимаваа со ево едно име и да го кажем, во Битола главен беше Црномаров да се студира. Сега случајно слушав една емисија, некој подкаст на бугарски дека многу е мал бројот на студенти од Македонија во Бугарија, него бројот на студенти се зголеми во Словенија. Дека во Словенија факт е година имаше многу во Бугарија студираат. Во Бугарија дали е точно, вика вика година едно 60 само од Македонија, 600 има во Словенија. Своевремено имаше многу повеќе и во Софија и во Варна. Затоа што словенците даваат многу подобри услови, а они ги сместуваат, како се викаше, од студентски дом, се заборев името, бугарите. Добро е едно тоа што кога у прва година, ако го примат во дом, веќе нема како една секоја година да поднесува барање, меѓутоа условите се многу полоши, пензии, односно стипендиите се помали и луѓето одат во Словенија. Што очекувате дека ќе се случува, бидејќи јавна тајна постојано излегуваат списоци со политичари кои што имаат бугарско државјанство, ги објавуваат на социјалните мрежи со адреси, да не се 100% вистина, 30% да се вистина, има многу кои што се. А сега имаме еден таков предлог. Дали очекуваат да биде тоа од следниот изборен циклус? Дали треба да се прошири? И дали ние што добиваме со тоа, доколку се донесе таков закон? И како ќе помине според вас во собранието? Јас мислам дека тешко ќе помине, затоа што тоа ќе иде со Бадинтер и дека етничките заедници нема да го изгласат. Мислам дека... Ако оди на функционер Иван Стојковиќ како представник на србите, не може да биде министер, а нели етничките заедници треба да... Еве, видите, кога спомнавте сега... Само го споменувам случајно како еден пример. Ова е незамисливо во нашата земја. Ако има српско државјанство. Така. Ја не знам дали има, али е хипотетично ако има. Да имаш државјанство. Да, јас само спомнам. Спомнам, да имаш државјанство на земја која не е членка на НАТО. Онда не можеш да добиеш НАТО безбедносен сертификат како министер. Кога веќе спомнавте. Така. Значи тоа ќе биде сложно. Имаме ние пратеници и други кои со двојне државјанство. Имаше пратеници. Дали станува збор за избрзано? Не зборувам за бугарски, него зборувам за албански, за српски, имаше... Што се сака да се постигне со еден ваков предлог? Ја мислам дека е повеќе популизам. Иако некако го прифатија и едните и другите, само од кога да важи, ретроактивно ли да важи, па на функционерите дали да се прошири и слично. Го прифатија, меѓутоа кога ќе дојде да се гласа, Бадинтер нема да помине. Кај нас вообичаено вакви теми се пласираат кога се сака да се протне нешто сосема друго во позадина. Да се скрене внимание. Значи народот ќе говори за ова, што во суштина очекувате ви на политичката сцена? Ево сега актуелно прашање пржинската влада. Така, укинување на пржинската влада. Видите. Јас имам разбирање за опозицијата, за ставот на опозиција. Имам разбирање. Зошто? Затоа ипак не може законот за пржинска влада е донесен со политички консензус од сите 4 партии. Так. Со поддршка од меѓународниот фактор. Ако е под исти услови како е донесен, треба да се укине. Иако мислам дека е нефункционален. Али да кажеме дека сме имале фер и демократски многу подобри од порано услови се проведе. И затоа е непотребна пржинска влада. Меѓутоа, дека биле потпуно фер и демократски не може да кажеме. Ево, бил на избори, се уште има подкупување на гласови, плаќање и така натаму, се уште има злоупотреба на функции и така натаму. Меѓутоа, за да се донесе, треба консензус. Сега, може да настане криза. Мислам дека немаше потреба да се постава. Сега слушам дека СДСМ вика ако се тоа направи, они ќе излегнат од ова комисијата за и тоа е веќе криза. И веќе криза се наставува. Не треба така што викаат преко колена на брзане такви закони да се донесат. Ипак треба да се консултираат. Како овие работи влијаат на општата позиција на, бидејќи факт е дека ние, Македонија, Република Македонија, од лидер во евроинтеграции некаде
на почетоците на својата самостојност и првите аспирации за влез во Европска унија, стана можеби аутсайдери во Западен Балкан. Не Да се аутсайдери, разбереме. него на постеdo Ако сме реални. Ма веќе не ја спомнуваат. И како дојдовме до такво нешто и како сите овие работи влијаат, дали ние некако као да немаме некој консензус ние околу тоа. Ние повеќе као да очекуваме дека ќе се растури Европската унија, па нема да има потреба да влегуваме. Иако нема дека треба да биде единствена опција, можеби има некој кој што мисли дека има, меѓутоа ако има алтернатива, зашто децата не ги праќаат на друго место на школа и зашто не одат на работа? Најпопуларно е да зборите против Европа, да ја величате Русија, на децата ги праќате во Германија. Ето, и тоа е факт. И сега да не зборуваме за руското влијание и така, тоа посебна тема, ако сакате, за руското влијание на Балканот може да зборуваме колку сакате. Према тоа, местото на Македонија во Европската унија и треба да се најде, да владата, пошто ето стално го потенцираат идентитет и така натаму, да најде креативно решение да се тоа реши. Има некои работи кои се за мене несватливи. Кога сега да не ви читам, имам јазик на колку каде се признае во меѓународни рамки и сега да поставуваме прашање дека ќе го изгубиме македонскиот јазик, тоа не држи вода. Јас имам поставувано такво прашање на една лидерска средба со парламентарните партии. Јас реков овака, јас не памтам во поновата историја дека некој успел да некого денационализира. И да престанеме со таа ација, албанизација, србизација, бугаризација и така. Значи не постои некој дека може да ме денационализира. Меѓутоа, памтам крвав распад на држави, а тоа е Југославија. И сега да не зборуваме на Југославија дека беше понудено да влегне во Европската заедница во тоа време и со 5 милиона... Да, тоа е една фамозна ситуација за која што говорат сите. Да. Вие веројатно и сте ја живееле таа ситуација. Колку било јасно тогаш дека има таква понуда? Бидејќи тоа е друг систем. Има и во мемуарите на Киро Глигоров тоа го пишува. А и друг пат за таа, значи понудене, меѓутоа Тучман рекол дека ипак вековен сон е на хрватите да имаат своја држава и така натаму. Милошевиќ рекол дека не доаѓа може, али да биде цврста федерација и со седиште во Белград. Словенија веќе со свој пат одреден. Избеговиќ исто дека три идентитета и така натаму. После тоа се викани еден по еден и дигнале и после дојде до крвав распад на државата место да имаме ова што го рекоме за пасоши, ние ако не влегнеме во Европската унија, младите ќе не отидат во Европската унија и ќе имаме територија без народ. И затоа треба се да се направи, да се најде заеднички јазик со Европската унија. Некои сега што викаат да добивме стабилна влада во Бугарија, добивме стабилна влада, да, меѓутоа јас лично мислам дека тоа тешко ќе иде, него видите, Радев е политичар, прагматичен политичар, кој сега многу помеко нема да ги заострува односите, меѓутоа од неговиот цврст став нема да попуши тоа, бидите и стално он повторува дека тоа е проблем на Европската унија, не е проблем на Бугарија и дека не е тоа билатерален проблем, него е проблем со Европската унија и дека нема што да разговарат. За време на кампањата негова, Македонија никаде не ја спомна, колку ја знам, него викаше борба против корупција, олигархија, владење на право и така натаму. И пред некој ден негде најдов на кој портал изјава, повторува дека треба да се почитува преговорачката рамка и треба да се решава во Брисел. Сега, може би да се најде да Европската унија со Радев, односно со бугарите најде да се издаде некоја декларација дека нема да има дополнителни услови така натаму, меѓутоа
дека внесувањето на бугарите во уставот тоа нема да попушат. И ако ние погледаме во бугарските националисти се исто незадоволни. Ако се сеќавате, таму речи си нема некој што имаше размислува декларација со 16 точки. И после нивниот парламент се повлече од сите тие точки и сега се фатија само за малцински права. Так. Сите знаат во Македонија кои подолго памтат дека своевремено Киро Глигоров има предлагано на Желев да ги внесеме бугарите во уставот. Меѓутоа бугарите не сакаа да слушнат во тоа време, за нив незамисливо да еден народ да биде во две држави. Она што а сега имаме баш да добиеме разграничување. По историски аспект, бидејќи сте сведоци на времења во кои што Бугарија апсолутно не спомнувала вакво нешто, дојдовме во ваква ситуација. Што се сменило во историјата, зошто Бугарија вака се смени? Па сега се начека на тесно кога треба да влезе, иначе ние имаме многу релаксирани односни се до нашето кандидатство за во Европската унија. Имаше во последно време. Знаете какви релаксирани односи меѓу ние. Бугарската академија на науки соработуваше со Македонската академија, институтите за историја и така натаму се соработеше во сите полиња. Полно беше од туристи од Македонија и Бугарија, Охрид беше полн. И сега видите каква дојде ситуација. Исклучувам само Источна Македонија саботи за пазарни денови се полно со бугари. Доаѓаат, македонци се помалку одат во Бугарија. Многу помалку. Ево, ја не сум бил во последните 6-7 години. Отколку во минатото. А иначе на Бања одех секој пат или во Банско или во Сандански. Или во Сепарево одех, сега одам во Пролом Бања. Како ова ќе влијае бидејќи не се гледа дека може да се постигне одредено решение? Може ли Европската унија да пресечи и да го расчисти овој проблем, иако се сомневам бидејќи една членка нејзина? Не, видите сега Европската унија гледате дека се помалце не спомнува. Така. Ние мораме да сватиме, ево, со Европската унија да као некој компромис, ево некоја декларација и така натаму од бугарите од тој услов кој го имаат поставено, бугарите нема да се повлечат, а притисокот ќе биде се поголем врз нас него врз Бугарија. Немој да се надеваме дека притисокот ќе биде врз Бугарија поголем, напротив. Таа е членка. И е членка и ќе бидат многу внимателни Европската унија, затоа што ние сега еден Орбан изгуби власта, меѓутоа еден ипак се појавува, не би рекол нов Орбан, меѓутоа се појавува еден политичар ипак кој има одредени симпатии према Русија и така натаму и кој Но Унгарија имаше симпатии кон Македонија, можеме ќе продолжи и тоа. Сега независно што стои за тие симпатии. Како може да се одвиваат работите за Македонија, бидејќи Унгарија беше таа која што доделе на Македонија кредит по поволни услови? Сакам тоа да кажам, тоа за Европската унија. Добро е што Унгарија без обзира на се беше голем пријател на Македонија. Тоа е факт. И ја очекувам независно што стои позадина. И очекувам дека по тоа прашање нема да се променат што се однесува до пријателскиот однос. Најверојатно на економски план некои работи тука ќе се променат. Но друг аспект, господин Николовски, тоа е јасно. Ако другата страна ја погледнеме, Соединетите Американски држави на некој начин си се повлекуваат од Балканот. И како да оставаат по страна, тоа влијание го нема како порано, тоа сосема јасно. Одлично прашање. И што сега бидејќи Они се повлекува воопшто. А стратешки партнери се. Стратешки партнери се, меѓутоа прашање колку не они спомнуваат тамо нас. Значи, они сега имаат проблеми, американците, како да се извлечат од ова. Може ли тоа негативно да влијае на Македонија? Како не? Бидејќи сепак порано ние било што кој ќе запне американците ќе пресечеа. Така. Меѓутоа сега Трамп веќе не го интересира Балканот. Тоа треба да го сватиме. Он има веќе други проблеми. Колку сме ние подготвени за како држава, бидејќи од овој аспект имате искуство во функционирањето на. Па видите, ние најверојатно некој нема да се сложи, ние малце направиме некои грешки, например се истрчаме први да поддржиме агресијата врз Иран.
Така. Сите Без да бара никој од нас. Без да бара некој се истрчавме друга работа. Кој сака нека се лути. Ние еден збор немаме кажано во осута на геноцид од кој го врши Израел врз палестинците. Напротив, тоа е најекстремен геноцид. И сега имаше пред некој ден, не знам каде прочитав, иде извештај на International за почитување на човековите прави и таму зборува Путин, Трамп и Нетањаху, кои се најголемите прекрашители на човековите права. Ние тоа не сме го судили, него значи направиме тука грешка. Ние каква е ситуацијата, треба да имаме коректни односи со американците, али со Европската унија не смееме да дозволиме да има било какво сомневање за нашиот однос према Европската унија. На крај сме на мисијата и едно прашање чисто за домашната политичка сцена, бидејќи сведоци сме на ситуација во која условно речем, секој што велам големите партии, условно речем големите политички партии, оние кои што се најмоќни финансиски, најмоќни од тој аспект да користат ресурси и се, си ја водат својата политика, се расправаат едни со други, СДСМ се обидува да се врати на некоја сцена, иако очигледно дека сето тоа оди во насока понекогаш во обид да се прилагоди на тоа како да ја води борбата, да стане ВМРО за да се бори со ВМРО. И како ја гледате политичката сцена? ДУИ падна од власт. СДСМ преживува криза. ВМРО ДПМН стабилно си ја држи позицијата која што има. Каква политичка сцена ќе имаме во иднина со оглед на тоа дека се појавија некои помали политички субјекти кои што полека растат, меѓутоа не доволно за да бидат фактор. Што ќе се случува на нашата политичка сцена во иднина со вашето искуство, што може да ни кажете? Ова што рековте, СДСМ е во тешка криза се уште, без обзира на се. Меѓутоа и влијанието на ВМРО ќе опаѓа, затоа што економската ситуација ќе ги натера, кој ќе почнат граѓаните да осеќаат по джебот, а веќе осеќаат, следно работа се што обеќа, да не зборуваме сега и околу преспански договори, и околу името, и околу промена на преговарачка. Нашето гласачко тело тоа го заборава господин Николовски. Мислам дека добро, заборава, меѓутоа али оно што го удара по джебот не Да, добро, овде говорам за тоа постојано гласачко тело на партиите, тоа на другото. А иначе за постојано ВМРО има стабилно гласачко тело и дисциплинирано гласачко тело и дека тешко тие што 300.000 гласови дека ќе се намалат. СДСМ треба да работи на тоа да се врати, да биде многу јака опозиција, а државата има потреба од јака опозиција. И јас лично не очекував дека таква катастрофа ќе имаме ние правена една многу обсежна анализа зашто до тоа дојде, али дека таква катастрофа со 18 пратеници не може да претпоставам, да ви кажам право. Се вратиме, значи на крајот како ќе делувате во иднина, еве некои за пензионерите говорам, бидејќи нели прво сте партија на пензионери, кои ќе бидат столбовите на она што ќе го работите за нив во иднина? Со предлозите законски со столбовите ќе бидат околу пензиите, стабилен пензиски фонд, здравствено осигурување на пензионерите, социјални пакети, домови на пензионерите, подобрување на условите за сместување на пензионерите. Вие знаете дека имаме малтретирање на пензионери во приватните домови, така, значи околу тие ангажирање на пензионерите во општествено-политичкиот живот, во културните. Како очекувате со здруженијата на пензионери? Па јас се очекувам да подобриме таа соработка. Ние за жал немаме добра соработка откако Станка постана председател. Иако јас сум најголемиот кривец, тоа можам да го кажам, што она постана председател. Во моја... Сте очекувале веројатно нешто? Не, имаме ние у почетокот коректна... И договори со работка и насоки, предпоставувам. Меѓутоа, она пати од некои комплекси почна да ми забранува на пензионерите да членуваат, може да замислите, во партија и така натаму, што е
нонсен, противуставно. Но не е во интерес на пензионерите така да нема соработка. Значи во интерес на пензионерите да има јака политичка партија, да има јак сојуз на пензионери и да има јак синдикат и сите тие да бидат во координација и тесна соработка. Значи само така може да биде. Значи и синдикат јак и сојуз на пензионери јак. Таму треба некои работи да се изменат, статутарни, да не може да бидат доживотни преседатели на одредени друженија. Сега да не ви кажувам колку додека не починат преседатели сега минатата година. Некои измени треба, али треба да имат јак сојуз на пензионери. Факт е дека треба да има соработка и треба да имаме соработка, коректна соработка и повторувам дека има разлика измеѓу партија и пензионери. Пензионерите не разбираат издруженијата. Па почнаќе не напаѓаат вие нашата чланарина ја трошите и така натаму. Ние еден цент немаме потрошено чланарината на пензионерите, тоа да го знаете разлика. Али дека треба да имаме коректна соработка, треба да имаме. Тоа е само во интерес на пензионерите. И синдикат да има јак. Ви благодарам за гостувањето и се разбира, ми останува идеја за некоја емисија во која што малку помалку ќе говориме за пензионерите, а ќе говориме за времињата кои што измина, бидејќи има многу работи кои што луѓето ги знаат, некои не ги знаат, а треба се говори за минатото. Ќе потсетам само, денеска е 27 април, тоа е поблиско минато настан кој што ќе остане веројатно долги години како историја. Вчера е 26 април, ден на денарот е на 26 април пред 34 години. Тоа се историски моменти, а вие сте сведоци на времиња и пред тие датуми, така да има зашто да говорим. Јас сум сведок на тие времиња, меѓутоа не радо се сеќавам и на 27 избегавам тие теми и на 2001. Меѓутоа можам многу да кажам и за 2001. Јас се организирав една термина на 2001-2011 научени лекции и премолчени вистини. И многу премолчени вистини. Затоа ми останува предизвик за следна емисија во која што ќе говориме за тие предизвици и тоа што сме научиле од историските настани кои тогаш изгледале така од оваа перспектива малку поинаку. Јас сум имал таа прилика за време на студената војна, сум бил помошник воен аташе во Грција. При распадот на Варшавски договор бев последен војни засланик или аташе. Токму затоа закажуваме следна емисија за последен период на тие теми. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тоа беше Што мисли народот со господинот Илија Николовски, претседател на партијата на пензионери. Останете со ТВ Стар, следно издание на емисијата во среда.